работи и функционира ова тело, клучно е во донесување на некои одлуки. Вчера во заклучоците стоеше дека овие членови повеќе немаат легитимитет да одлучуваат и да работат во судскиот совет, дали ова значи дека институцијата ќе функционира и како овие членови понатаму ќе треба да постапуваат според вас? Прво треба да разјасниме дека тие 5 членови не се суди, туку се носители на јавни функции на Конституцијата Собранието на Република Македонија. Собранието на Република Македонија согласно Уставот е надлежно да врши надзор на нивната работа. Интерпелацијата е уставна категорија и вчерашната интерпелација, која што им беше изгласана на овие 5 члена на Судскиот совет избрани од Собранието, е многу сериозна работа и мора да биде сватена сериозно, затоа што со истата се утврдува дека овие 5 члена имале значителен принос во загрозување на независноста, на угледот на судството и судската власт, но и значителен придонес за намалување на довербата на граѓаните во судството. Изгласаната интерпелација значи дека тие немаат легитимитет да земат учество, уште помалку да одлучуваат во рамки на совет. Судскиот совет мора да ја разгледа оваа интерпелација, да закаже итна поднесена седница по однос на истата, а од нив очекувам да се поднесе необходими оставки. На нови закони, истите не можат да се реализираат во праксата со вакви членови во Советот и вакви персонални решенија. Таквата партизираност има многу негативно влијание и предизвикува ова што сега го наследите ние како власт, вакви руиниран правосуден систем. Било какви законски реформи, колку сака да имаме квалитетна законска рамка и квалитетни законски решенија, доколку не се почитуваат, не може да се спроведе ништо. Кои ќе бидат чекорите на Министерството за правда во однос на доколку Министерството за правда продолжува со преземање на сите чекори кои што значат реформи во правосудниот систем преку донесување на нови законски решенија, измена на постојните законски решенија. Меѓутоа, како што кажав, најважното за правосудниот систем е почитувањето на тие законски решенија од страна на сите чинители. Не дека претходните законски решенија биле лоши, туку станува збор за селективна примена на Уставот и законите на Република Македонија. Докаде сте со новите закони? Работиме на сите законски решенија. Во моментот се работи конкретно претходно прашате на измените и дополнувањата на Законот за Судскиот совет, формирана и нова работна група, што очекувам дека во рокот, најкасно до јуни, истиот да биде донесен во собрани сам процедура. Што би можело